Добар ден. После нешто повеќе од 2 години, гостин во емисијата Дневна соба на ТВ Канал Вис е повторно господинот Тони Стојчевски, професионален тренер на кучиња. Пред 2 години ние разговаравме за неговата идеја, тоа што го работи во Швајцарија, професионална обука на кучиња и тоа за лица со посебни потреби, особено специјализиран, да го пренесе и овде на македонска почва, да го отвори првиот центар за професионална обука на кучиња кои ќе им помагаат на децата со посебни потреби. Да. Господине Стојчевски, го реализиравте замисленото, проектот веќе функционира во Скопје. Да. Добре дојде во Канал Вис и да ни кажете Добре. зошто ви беа потребни 2 години од идејата да стане реалност. Добар ден. Сега сме во Македонија, веќе проектот е реализиран и почнате. Ни треба 2 години, повеќе од 2 години и некој месец. Имавме во Швајцарија едно 5-6 кучиња со 5-6 дечиња со посебни потреби да го завршиме тоа дресурата која трае 2 до 2,5 години. Така да сега кучињата успешно работат со дечињата и ете се одлучивме во Македонија како што обеќавме да го отвориме првиот центар за обука на кучиња со посебни потреби. Каде сте стационирани во Скопје и како изгледа еден центар за дресура на кучиња? Во Скопје сме стационирани во Стајковци, обиколница од Скопје излез Стајковци. Имаме околу 2000 метра квадратни покриено. Во склопот на центарот има и ресторан. И таму работиме 7 дена неделно, секој ден скоро, со обука на кучињата. Имаме направено како препреки за кучињата, тоа што може да се деси во кучето да работи како во стан, во град. Имаме направено за обучување за дијабетичари, за слепи лица и за најмногу за кучиња, за дечиња со посебни потреби во количка, кои имат проблем со движењето. Колку кучиња има во моментот кои што се на некој начин подложни на обука и дали веќе се наменети за некои лица? Да, сега моментално почнавме со 2 кучиња кои имаат по 2,5 месеци, веќе се вдомени, живеат заедно со детенцето кој има потреба. Исто имаме други 8 кучиња кои се на спремање и ќе бидат вдомени кога ќе одлучиме на кој детенце зависност од потребата да биде доделено. Колку е тај процес за подготовка на кучето да биде подготвено за да живее веќе со дете кое што има или со возрастна личност кое што има потреба од помош, од друштво, од куче кое што е специјално обучено. Да. Спомнавте 2,5 до 3 години. Да. Толку ли мора да трае процесот пред да се даде едноставно да живее со лицето за кое што Да. е наменето? Процесот е долг, не е толку долго спремањето на кучето како што е долго возраста треба да биде, пошто на 8 месеци куче и да биде дресирано не може да се даде да работи со детенце, со лица со посебни потреби, едноставно од причина пошто не е зрело во возраст. После втората година, после 24 месеци, кучето може 100% да го прифати детето и да се додели и да работат дури и сам по улица, да бидат и дома сами, да биде сигурно 100%. Кучето се спрема околу година дена, но на 12 месеци не е спремано, не е созреано за да ја врши таа дејност. Овде со нас е Блек. Да. Тој има? Блек има 3,5, скоро 4 години. Он веќе работи работи во многу дејности. Што умее Блек? Да. Блек умее да работи со дете со посебно потреби во количка, знае околу 200 команди, значи да помага при облекување, соблекување, отварање, затварање врати, да викне помош ако има потреба од детенцето, ако падне во случај на падење. Ќе можеме да покажеме дел од неговите способности? Да, можеме да покажеме. Работи за лица со шекер, диабетичари, со епилесија, значи предвремено го покажува нападот на епилетичарот. На кој начин? Како тој ги усовршува тие способности да ги насетува нападите пред да се случат? Па тоа го има, секој куче го има во себе, тоа е вродено. Само што ако не се работи со кучиња, не се знае како да се прочита тој сигнал.
Ние работиме на тоа да кучето тоа го покажува, го маркира баш со лајање или со лежење или со вртење пред тоа, пола сат до 45 минути пред да дојде нападот. Пример за епилесија, пред да дојде до паѓање, до губење на свеста, се променува кај детето или кај човекот, се променува метаболизмот. Доаѓа до потење, они тоа го осеќаат предвремено и на таков начин они реагираат пред да дојде до несекани последици. Дали обучувате само мали кучиња од најмала возраст и до која возраст, возрастна граница на кучето може да биде, за да биде погодно да ги научи сите потребни команди во функција на лице на кое што му е потребна? Да. Нема правило дали кучето ќе биде мало или на возраст од 4-5 години, подобро е да биде младо. Значи, пошто се почнува одма, нема лоши особини, нема стегнато лоши особини и знаеме кучето живее од 12 до 18-17 години. Значи ако кучето има 8 години и се работи 2 години со него, векот му е многу краток. Затоа предимство даваме на младите кучиња, а нема правило, значи може куче и на 5 годишна возраст да биде да се обучи исто како куче од 3 месеци. Блек е лабрадор? Да. Дали работите само со одредена врста на кучиња? Или во предвид доаѓаат, например, и кучињата скитници кои што ги имаме околу нас? Да. Блек е лабрадор, да. Работиме претежно со лабрадори, пошто имаат поголема стрпливост. Ако, пример, детето не сакајќи го згазне или го подигне или го може да му помини со велосипед, он нема да одреагира. Значи, расата е многу толерантна, лабрадори и златни ретривери, а работиме и со сите видови на кучиња. Пред 3 години имаме, кога бев последен пат во Струмица, куче, улично кученце, мало земето, сега работи успешно во Швајцарија со детенце, со момичка која има склерози, има проблеми со движење и сега он работи како Блек исто. Имаме пред 3 дена вдомено 2 нови кучинца, улични кучинца, 2 сестри од по 2 месеци и они ќе работат со нас во центарот, ќе бидат како кучиња за диабетичари и за епилесија, ќе ги дресираме. Имаат ли добри особени кучињата скитници, особено во гените, бидејќи тие се најчесто мечани од повеќе видови на кучиња? Да. Кај нас, мислам кај нас, тоа овде на Балканот, се оди повеќе на тоа да биде расно куче, да биде од раса, па да биде со педигре, па да биде скапо купено, па тоа значи дека е повредно, тоа нема ништо од тоа. Значи, напротив, кучињата кои се од 2 раси, како ги викаат тука скитници или улични кучиња, они живеат повеќе, се поотпорни на разни болести и за разлика од другите кучиња имаат во гените земено од 2 раси. Значи имат споено 2 раси и тоа значи дека на некој начин се поинтелигентни. Само што се нема работено со нив и така останало. Нивните особини не доаѓаат до израз. Да. Тони рече дека овој проект сакаш да го прошириш и да ја покриеш речиси цела Македонија. Да. Како ќе одат следните етапи на развивање на проектот? Каде би бил следниот центар кој што може да се отвори? Процесот на отварање колку ќе трае? Дали тоа би било за година, 2? Да. Сега моментално го имаме во Скопје, во Стајковци нашиот, мислам, мојот приватен центар. Во преговори сме во Битола, бевме тега во сабота, бевме тамо, работевме со 20 дечиња со посебни потреби. Заинтересираноста беше голема. Дојдоа дечиња, глувонеми дечиња, без вид, со диабетичари, со аутизам. Беше многу заинтересираноста голема и сме на добар пат да биде следниот центар, да биде вториот, да биде во Битола. Што се е потребно за да се оствари тој центар? Па како прво ни се потребни луѓе дечиња, даваме предност на дечињата кои сака да добијат такво куче дресирано. Значи ни треба локација каде што ќе тренираме, да биде затворена, да во зимски услови да работиме и кога има снег, кога има мразици. Друго ни треба исто организација, дресери, пошто моментално сум само јас и син ми, ни треба волонтери да обучиме одреден број на дресери, така да се прошири тоа за во идните години низ цела Македонија. Има ли заинтересирани? Доаѓаат ли млади да прашат
што работите, можеби еве од локалните жители од Стајковци, да се интересираат, да поминат време со кучињата, со она, да стекнат некои од вештините кои што вие ги посетувате? Има многу заинтересирани. Јас не мислев дека во Македонија ќе има таков голем број на заинтересираност, на родители кои имаат дечиња, кои сакат да имаат такво куче. Заинтересираноста е баш голема, но треба да се почне да им се објасни на луѓето дека тоа не е едноставен процес да добијат куче. Кучето треба да живее скоро 24 часа со детето, да има прошетка, да има игра, да има социализација и со други кучиња, и не може да, кога ќе се оди на одмор, да се остави во некој азил или да се остави таму во двор да му биде. Овие кучиња треба да живеат со лицето или со детето со што има потреба. Едноставно да ги следат во сите нивни секојдневни обврски. А кога одат на училиште децата? Нема тоа, кога одат на училиште може да биде и дома, тоа не е проблем. Плац, вајтера, блек, вини која, се шета, вини која, блек, која, вини која, вајтера. Браво. Не го вознемируваат светлата овде камерите? Он е навикнат сега, пошто му е малку жешко, па бара некоја сенка тука во студио. Како ги заштитувате од сонцето? Јас го прекинувам разговорот, но ќе се навратиме. Како го заштитувате, бидејќи сега се навистина во нагло зголемување на температурите имаме? Да, па тоа е тешко исто за кучиња, за сите кучи, они жештината осеќаат многу повеќе од нас. Лабрадорите обично обожаваат да бидат во вода. Он чим ќе види дали е река, дали е езерце, он може да пливе по пола сат да не излегува од вода. Така, треба да се прска почесто, да се влажни, да биде нон-стоп вода во изобилство и под сенка, да не се излегува во тие критични саатови, пример од 12 до 4 до 5. Кога е најголемото зрачење, најсилните жештини? Да, и црната боја привлекува уште повеќе, така да ја осеќаат жештината многу повеќе. Он е навикнат во Швајцарија, таму е роден, значи таму има повеќе планини, подруги сега за него е тоа една голема промена. На кој јазик му се обраќаш? Ще слушнав дека француски зборуваш со него, дали ги разбира и македонските команди? Да, он бираме зборови што се пократки, независно од јазикот. Он знае, разбира и на француски, на англиски, на италијански, на германски, пошто се бира јазик за кучињата, интернационален јазик е германскиот. Е поотсечен, пократко е, и така да истата функција ја знае и на француски, и на англиски, и на германски. Како покаже и неколку знаковен јазик покажа со него? Да. Дали напоредно ги обучувате да комуницираат? Во зависност од потребата, пример ако детенцето е глувонемо, се користат само на знаци, значи не треба воопшто да се збори, он знае што треба, значи ако и прст дигнат, он знае дека тоа значи донеси ми пример телекомандото од телевизорот. И тоа е посебна обука, во зависност од детето менуваме и дресурата и обуката на кучето. Така да не се дресираат сите на исти начин. Се оди до тоа општа дресура сите исто. Колку трае општата дресура? Општата дресура од прилика кучето кога има 12 месеци е завршена, после се делат гранки, како на факултет, пример, економски, медицина, се дели дали е глувонемо, се работи на тоа, дали е во количка, дали е куче водич, и се работи стрикно на тоа. Значи нема иста дресура за сите кучиња. До годината е иста, после се делат дресурите. Те прекинав поради Блек кога зборувавме за тоа дали може кучето од детето да биде разделено, дека потенцираме дека е битно тие заедно да живеат, да едноставно да ги споделуваат секојдневните активности, додека детето е на училиште, во некои други активности надвор од училиште што ги има. Како ја поднесува кучето таа одвоеност? Да, додека се работи за одвоеност, дневна одвоеност, за некој саат не е проблем. Многу ќе пати ако биде одвоено месеци, денови, пошто се вразуваат многу кучето со детето, па и со лицето, они сами осеќаат на кој има потреба да му се помогне, додека е на училиште, он ќе свати дека секој ден, пример, по 8 сати или по 7 сати го нема детето и се навикнува. Ќе биде штета и ќе пати ако се оддели некој месец, ако се оддели некоја недела да се даде на друг да го чува, тука кај него расте тој немир, тоа и штета да такво куче надресирано да се шета од еден на друг. Луѓето кои имаат потреба за дечињата, за такви кучиња, треба да бидат сигурни дека
тоа куче 15 години ќе живее и треба да живее исто со детето. Освен тоа што ги завршува дел од секојдневните активности потребни на дете со посебни потреби, да речеме дете кое што е неподвижно во инвалидска количка, тој ти рече дека може да заврши некои од основните потреби на детето, да му донесе нешто, да му помогне во извршување на некоја опрска. Но што е она кое што како бенефит плюс го добива детето? Без разлика со каква попреченост е, со која различност е детенцето. Тоа што се гледа, што он физички може да му донесе, да му отвори, затвори врата, да му клучевите, да му ги даде ако му паднат или било што, тоа е само еден мал дел. Користен, но мал дел. Најголемиот дел е тоа што духовно го јачува, му дава сигурност, растат заедно и тие дечиња секој пат се грижи родителот за нив. Сега тука е прв пат дека детето се грижи за некој, и кај нив расте тоа одговорноста и душевно се појаки, имаат сигурност, имаат верен другар, додека пример ако нема такво дресирано куче, дома може цел ден, може ќе седи на плей, ќе игра игрици, тука еден добар дел од денот му е со кучето, станува појако, растат заедно и детето станува посигурно. Значи душевно е побогато тоа. Спомна дека покрај тоа што им помага на луѓе со епилепсија, на диабетичари, дека и луѓето кои што патат од депресија може да имаат полза од едно вака обучено куче. Да. На кој начин им помага тоа? Сега тоа е прилично ново за луѓе кои што патат од депресија, но многу корисно. Значи луѓето кои се под депресија често пати се замислени, често пати се блокирани во една точка, или кога одат па застануваат и гледаат, или пак во мислите си имат свој свет, работат внатре. Кучето кога ќе примети дека човекот е мирен, дека е загледан на едно место или му го свртува вниманието, не му дава едноставно да мисли, не му дава, он одма ќе почне да лае, го осеќа тоа, лае, или му околу него едноставно му досадува, да му го сврте вниманието и така полека има случаеви кои се биле под депресија, него со куче имат поминато на позитивно, имат поминато доста добро тоа. Ми спомна и други, пред да почнеме оваа емисија, ми спомна и други позитивни примери, особено кај деца, кои што ги имаат откако почнуваат да живеат со обучено куче. Ајде да се навратиме на тие примери. Кај деца со аутизам, кај деца со некои што патат од други некои синдром на Даун. Исто е пример ќе дадам, имам обучено сега во задно време, мислам предпоследното куче, за они се маж и жена и двајцата се глувонеми. И има детенце, 3-месечно детенце, и сега еден од нив или треба да е буден скоро цела вечер, пошто они не слушаат, или да имаат трета особа која ќе им го чува детето преку ноќ, ако плаче они не слушаат. И имаме обучено куче на звук за глувонеми, штом детето ќе заплаче, одма кучето оди кај мајката, има на раката како врвце и ја тегне, додека не стане, не ја остава. Значи не промашува никој пат. И тоа е еден дел за детето, растат заедно и е многу посигурно од еден од нив да биде буден или да имаат трета особа кој ќе им го чува додека е мало детето. Тоа е за глувонемите луѓе. На аутизам исто помагат многу во енергијата. Дават многу енергија, пошто кучето, секое куче го лачи овој хормонот ендорфин, кој е хормонот на среќата, на радоста, на позитивноста. Така да во тие случаи аутизам поготово имаме случаи каде што дете до 17 години нема зборено, со куче има едно 9-10 збора реченици поврзано после неполни 6 месеци работење со куче и докторите не можат да дадат некој објаснување како се има тоа десено. Потенцираше дека работиш исклучиво обука на кучиња за хумани цели. Да. Како се одлучи нови чекор? Јас мислам дека од мал сум, од кога знам за себе, сум љубител на кучиња. Тоа било кој дресер треба да има таа љубов кон кучињата. Да не биде тоа само евете така, сум дресер, професија, да. Зашто кога ќе се спојат љубовта и професијата,
Мислам дека најдобро е ти поминува целиот живот ете така во добро расположение, во добра енергија со кучињата. А кога отидов во Швајцарија на млади години, мислам зборам за 13-14 години, Каде живееше до тогаш? До тогаш живеев тука во Македонија, во Македонија во Струмица, потекло од Ново Коњарево. И кога отидов тамо почнав одма да се заинтересирам со тие дресери со кучиња. Имаше две насоки. Дресер на кучиња за одбрана, за заштита, дресер на кучиња за лов или било што, него ме влечеше таа другата, каде што кучињата може да помагаат. И уште не е докажано колку може кучето да помага за тоа. Значи секој ден има и се гледа и по YouTube, по светот примери каде што од пожар спасува, од инфаркт спасува, и беше целта да се тие сигнали да се спојат во едно такво школо, за да може да работи со дете зависно од потребите. Така скоро во цела Европа имам следено курсеви па школи, и тоа е некој вроден не талент, некоја дарба за кучиња. Значи ако дресер може за 3 месеци да го дресира, кај мене е за 15 дена истата дресура, но после кога ќе се даде на детето, најтешко е кога ќе се спојат кучето со детето, кога треба командите да му ги дава детето. Многу често има проблеми дека детето не може да збори или има проблеми со движењето, и значи тука треба се работи стрикно на секој случај е различит. Значи нема иста дресура за сите кучиња. Зависно од детето се работи на тој случај. Со оглед дека си посетувал повеќе центри за професионална дресура на кучиња, кој би можел да ги издвоиш? Каде има најдобри центри, во која земја постојат? Најдобри центри и најдобра каде што кучињата влегуваат практично на секаде, во автобуси, во школа, во трговски центри е Англија, Лондон. Значи таму кучињата влегуваат и во школо. Се викаат reading dog, ако детето има проблеми со зборување, чим има докажано кучето е до него, оно чита и значи многу полесно навикнете се еден на друг и без проблем влегуваат во трговски центри, во автобуси, во ресторанти, во секаде. Сега ние работиме на тоа да и во Македонија таквите кучиња да можат да бидат пуштени, да имаат слободно пристап, ако има крст на него или ако пишува дека е сервис дог. Ќе покренете иницијатива некаква? Да, веќе имаме покренато иницијатива да се тоа промени. Мислам за кучиња дресирани што стрикно работат за дечиња со посебни потреби. Зашто сега ако се пуштат сите кучиња, тоа ќе биде малку и хаос. Така. Значи почнуваме со тие кучиња. Моментално во Македонија се многу мал број на кучиња кои што можат. Имаме веќе преговори со државата, на добар пат сме да тоа се оствари. Кажи ми, со оглед дека долги години помина со кучињата, кои кучиња најчесто ги чуваш за себе? Па јас за себе нема многу кучиња, пошто ќе дојде да биде дресирано и на некој ќе му претреба, на некое детенце со посебни потреби, и одма тоа се поклонува. Кучињата ги поклонуваме. Како мал има едно црно куче кој што беше исто така улично, ги имам собирано скоро сите од цела улица кај мене кучињава. И работам претежно за дечињава, претежно со лабрадори. А за мене, за себе, јас мислам дека најдобри се уличните кучиња, од две раси споено, значи тоа е најдобро за мене. Можно ли е во догледно време да имате и помошен центар каде што може би зеле дел од уличните кучиња, бидејќи факт е дека тие се голем проблем на општините и тешко се справуваат со нив? Да, исто и тука сме со преговори да тоа да биде во најкраток рок, не да биде само собирање. Има случаи дека кучињата се собираат и после не се знае што се прави со тие кучиња. Да им се даде една втора шанса, значи да бидат собрани и да направиме една селекција по добрите кучиња, мислам тие што немаат стравови, тие што не се отака по темперамент помирни, да бидат предресирани и поклонети на дечиња или обично на фамилија која сака да вдоми. Тоа е еден добар хуманитарен гест
Така да не значи дали кучето ќе е од раса или педигре, напротив тие кучиња се по заблагодарни за тоа што ќе им се помогне. Тони, ти благодарам многу за разговорот. Се надевам дека наскоро пак ќе имаме можност да поразговараме и се разбира на нови теми, на нови успеси на вашиот центар. Инаку станува збор за Dog Help International, центар кој што ќе вдомува на некој начин и обучува кучиња за помош на лица со посебни потреби. Ти благодарам уште еднаш за разговорот. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вашето внимание. Следете не со останатите содржини.